По цел ден на триножно столче седи една стара и напатена жена која носи искината изветена облека. Тоа е баба Ангелина, родена во Скопје од срцето на градот, судбината ја носи во тетовското село Копанце. Таму создава живот. Раѓа две ќерки од кои за жал едната ја губи за секогаш. Го губи и сопругот со кој ќе рече таа имала тежок живот. Не се грижал за неа и децата и само морало да обезбедува храна за да преживеа додека биле мали. Се што и останало од животот на оваа старица е едно мало сопче, во кое може да се забележи и тежината од минатото, но и од сегашноста, а иднината, ако ја има, барем за оваа жена е неизвестна. Зема минимален месечен приход од државата. Во овие 4 студени агли баба Ангелина го минува денот, осамена, често гладна, веле дека најчесто јаде само лепи сол, понекогаш и гладува ако не и дадат храна добрите соселани. Дрва нема, стара е изнемуштена за да ги набави самата, а гранките кои одовде или одонде ќе ги собере не развиваат топлина. Во моментот додека разговарав со неа се тресеше и ми кажа дека е премрзната. Не ги чувствува нозете. И беше и лошо и постојано пиеше голтка или две вода за да дојде на себе, за да издржи, раскажувајќи ми ја незината тажна судбина. Не сака да заврши во дом, ми кажа таа, бидејќи тука се чувствува своја, а до крајот на животот само посакува малку подостоинствен дом и доволно храна и топлина за да преживее. Уште еден студен ден, до секогаш тематиката е иста. Помош на социјално загрозени категории на луѓе. Денес сме во Тетово. Денес ќе ви кажеме како тешко живее баба Ангја Димовска. Баба Ангја? Да, Здраво, Оливера сум Да, јас од срце на да. Бланк. Како си? добро, Добро? Гледам, одиш со стапче. да. Зошто се движиш со бастунче? Не можам 5 години сум била слогирана. 5 години шлогирана. Да, И сега не ти е состојбата за да се движиш без стапче. да, Ова ли е куќата во која Да. што живееш? Ова да, тук? да. Како живееш? Сам. Сама. Веројатно ти е многу тешко. Слушаш ли? Не, Зошто? Како го изгуби слухот? не знам. Колку години имаш? Не знам. Не знаеш колку имаш. Како поминуваш еден ден? Како живееш? Е, Имаш ли што да јадеш? нема. Немаш ни тоа? Да. Што најчесто јадеш, баба Ангја? Лепи сол. Лепи сол. Ка нема. Зошто, баба Ангја? Не знам. Зашто нема? Дали имаш некакви примања? Мало. Мало. Солим. Слабо. Слабо. И руката ми се пача. Не можеш нито да се држиш. Полека. Зашто Да изливо? измам, да измием. Да измиеш. Да, чаша, едно, друго, судиња што сум јала. Ти помагаат ли комшиите? Не, сама ја. Све сама правиш. Да, Овде ли живееш, баба Ангја? да. Ајде да видиме. Ајде да видиме. А, Да видиме каде живееш. Лик. Многу е студено. многу. Зашто? Зошто? Зашто нема дрва. Немаш ни дрва. Да, Како се грееш во зима? така. Ако ми да учпо да стурим дрва, лако, ако не, Ако не, так, се мрзнеш. се мрзнем. Каде спиеш, баба Ангја? Овде, Овде. да. А дали можеш да спиеш во вакви услови?
Ako zapalim ogen, će se zgrejem i će zaspim, ako ne, ne. И сега ти е ладно. Da. Гледам се тресеш. Баба Ангелина порано била силна жена, подготвена борбено да го чува и брани од секакви неприлики своето семејство. Млада се маже и од Скопје се преселува во Тетово. Раѓа 2 деца за кои се бори немилосрдно само да ги изведе на прав пат. Млада останува и вдовица, па можеби тоа уште повеќе ќе ја зголеми незината борбена улога за да го заштити семејството. Како живееш? Dobro. Bake, kako što me gledate. Ова не е добро. Ова не е добро. Pa ne je dobro. Од каде потекнуваш? Pa tamo sam deče. Од каде? Od Skopje. Од Скопје? Da. Кога дојде тука? Како дојде тука до Тетово? Pa se od detevo majka mu me ustroja za brat neđin. И како живеевте порано со сопругот? Pa da ti kažem, muž mi mnogo piješe, me tepaše. To. Имате ли деца? Imam, ova mi umreno i to u Skopje. Од што умре оваа керка? Muž mi od preple creва, piješe mnogo. А керката? Čerka mi imaše šećer. Во однос на порано, како живееше? Isto mužot i sama i sve. Mužot me raboti, gospoda od deca. Mora da ги gledaš. I tija mi trpele za lep. Децата тешко ги изгледа. Take će potražim. Веќе со години баба Ангелина е сама и осамена. Можеби осаменоста ја боли повеќе дури и од сиромаштијата. Иако живее со минимален месечен приход, најчесто нема како да обезбеди храна, ќе каже таа, па чека на милостина од соседите. Има и такви добри кои не ја забораваат, но сепак животот го минува во мал студен и несреден простор кој нема со што да го загрее во зима. Незиниот дом нема ниту бања, ниту купатило, па тешко и е кога треба да ги стимне скалите за да се стимне до импровизираниот полски тоалет. Толку е тешко, ќе каже баба Ангја, што често седи до доцна во ноќта или мора да се напие таблета за да може да ги задуши солзите и да заспие. Каде спиеш ти, баба Ангја? Ovde. Премногу е тесна собава за да живееш во неа. Pa, И ладна е. Зошто е ладно толку? pa ne sam go ova žena mi daje drva, pa da zapalim. А зашто не си купи дрва? Pa nemam, niko ne prodala. Svaki za sebe. Никој не ти ни помага? Da. Idem tražim u celo drva. Nekoj će ti daje, nekoj ne. Svaki za sebe. Nogi mi smrzna. Ти е ладно и преку ден и преку ноќ? И дење и ноќе ти е ладно? Da. Ако не ви дадат, како се греете? Pa takim studeno. Ti sedim ću da pravim. Možemo da pimne malo. Molim? Не ви е добро? Ne. Што ти е, баба Ангја? Molim. Што ти е? Зошто ти е лошо? Mi boli glava. Да не си јадена? Samo pipnem kafe i to. А зашто не јадеш? Pa će nas ne vlepi to u to. Само лепчи сол са мацкат. Lepi to nema tam.
ќе потражим, па некој ќе ми даде, некој не. Има ли тука добри соседи, комши? Некој добри, некој на кого му е жал ќе ти даде, на некого не. Социјалната помош, тие 7.000 денари, на што ги трошиш? Што ќе купим шеќер, капе, нешто за јадење, макароне. Месо нема. Бидејќи ова е една соба, Да, немаш ниту тоалет, немаш ни за бањање. да. Ништо, во корито, па ќе направим вода. Ќе купим, некна ќе купев, ама вода овде, све. Се знае колку ќе купеш у корито. Многу солзи имаш исплакано. Да, Веројатно и секој ден ти поминува така со солзи. да, пошто сум сама. Затоа плачеш, зашто си сама? Да. А тука кога ќе легнеш навечер, како ти е? Па затоа доцна седам да можам да заспием. Пием апчиња и за да заспием. Не можеш да заспиеш? Да, Веројатно многу мислиш. да. Што си мислиш? Па нема едно, нема друго и затоа. Една стара мисла ќе каже, кој се плаши од сиромаштијата не е достоен за изобилие. Баба Ангја удамна е отрпната од страв зашто повеќе и нема што да изгуби и прескромна е за да бара изобилие. Се што сака е остатокот од животот да го помине човечки со понормални услови за животот сегашните. Не ли би ти било подобро да те сместат во дом? Не сакам у дом. Не сакам. Зошто? Не. Но барем чист кревет и топло ќе ти биде. Не сакам. Па еве, види како живим. Една соба. Но и таа не е направена. Сигурно кога би била поднаправена би било полесно да живееш. Да. Купатило, веце, да има. Ама нема. Ако може да се направи, добро, ако не, Сепак многу години имаш живеено тешко. Верувам дека остатокот од животот барем заслужуваш убаво да живееш, баба Ангја. да. Се вели дека само една насмевка дневно ни носи еден ден живот плюс. Затоа, ако сретнете таков човек, кој одамна заборавил што е тоа насмевка, исполнете му го срцето со љубов и топлина. Кажете му убав збор или подарите му некоја ситна работа, зашто да се биде среќен и да изнудите насмевка, навистина не треба многу.